Почитувани, владата зборува за се, само не за поскапувањето. Во врска со лебот, сега веќе можеме да заклучиме две работи. Пченицата што владата ја купи по 10 денари за килограм, сега на мелничарите им ја продава многу поскапо, по 15,5 денари за килограм. Второ, лебот нема да поевтини и заради големата грешка на владата, граѓаните ни криви ни должни и понатаму ќе плаќаат поскап леб. Владата долго се наетеше и задоцни со интервенцијата со пченица од стоковните резерви. Да го послушаше СДСМ и да интервенираше пред повеќе од еден месец, цената на лебот ќе се стабилизираше на она ниво кое што беше пред последното поскапување. И денес граѓаните ќе окупуваа лебот по старата цена. Друга тема е поскапувањето на бензинот, за кое владата упорно молчи и ништо не презема. Причината е многу едноставна. Колку е поскап бензинот, толку повеќе пари од даноци и се слеваат на владата во буџетот. Во октомври минатата година, кога владата го усвои буџетот за 2011 година и со тоа предвиде колку пари очекува да влезат во него, светската цена на суровата нафта беше $83 за барел, а сега е преку $100 за барел. Затоа што цената на нафтата сега е многу повисока од онаа што била планирана, владата има непланирани екстра приходи во буџетот. Бидејќи сегашната повисока цена на нафтата ќе потрае, тоа значи дека и екстра приходите во буџетот ќе потраат. Јасно ни е дека владата би сакала оваа ситуација да потрае и таа на грбот на граѓаните да дојде до повеќе пари за трошење. Но поскапувањето на бензинот не е било какво поскапување. Тоа може да предизвика бран на нови поскапувања на сите производи. Затоа, итно мора нешто да се преземе. Владата може привремено да ја намали или укине акцизата. Да подсетиме, со тоа владата само ќе го реализира она што ВМРО ДПМН го бараше во август 2005 година, кога беше во опозиција. Алтернативно, владата може привремено да воведе нова, пониска стапка на ДДВ за нафтата и нафтените производи. На тој начин, владата ќе влијае да се намали цената на бензинот и ќе се олесни животот на населението, на земјоделците, на сите. Ако ништо од ова не биде веднаш преземено и цената на бензинот остане висока, тогаш СДСМ бара екстра парите од поскапувањето на бензинот, кои сега се слеваат во буџетот на владата, таа да ги врати назад кај граѓаните со привремено зголемување на социјалната помош. Тоа СДСМ јавно го бара уште од јануари годинава, за да им се помогне на граѓаните сега, кога им е најтешко, кога цените во краток период експлодира и кога постои сериозна опасност да се случи нов бран на поскапување. Благодарам. Дали имате прашања? Да. Значи, најважната работа, која што е во интерес на сите граѓани на Република Македонија е оној кој што ќе извршува функцијата гувернер да биде соодветен за местото и улогата што има таа функција во државата. Значи, профилот на добар гувернер би бил некој кој што би имал одлични теоретски познавања од макроекономијата, некој кој што би имал и добри практични познавања за тоа како функционира банкарскиот сектор, некој кој што би имал добри менаџерски способности и се разбира личност која што би имала висок личен интегритет. Тоа би требало да биде профилот на гувернер кој што во развиените земји оној што го предлага тоа лицето да врши таа функција ги има предвид како критериум. Дали има некој друго прашање? Благодарам.